иницијативи од опозицијата за анкетна комисија за трагедијата во Кочани. Одиме во собранието во живо. Таму е Катерина Нешкова. Кате, стигнали предлозите од опозицијата за анкетни комисии? Формално се уште нема иницијатива за формирање на анкетна комисија која што ќе ги испитува околностите околу трагедијата во Кочанската дискотека Пулс, но јавно веќе може да се каже дека пратениците во мнозинство изразуваат волја за вакво нешто, иако иницијативата првично потекнува од самата опозиција. Имено вчера лидерот на СДСМ преку Фејсбук информираше дека на координација пратеничката група на СДСМ се договорила да ги слушне барањата на родителите на починатите од кои во саботата упатија јавен повик и доставија писмо за формирање на ваква анкетна комисија. Аз лично на него и лидерот на Левица Апасиев на Фејсбук најави дека како председател на анкетната комисија за човекови права ќе свика седница на која што ќе се расправа овој случај некаде на почетокот од декември. Денеска и пратеникот Мециновиќ од неговата партија потврди дека ваква седница ќе има, а дека се расположени и за посебно адхок собраниско тело, анкетна или надзорна анкетна комисија или надзорна расправа за случајот во Кочани. Власта засега вели дека и покрај тоа што не се за политизација на овој случај, имајќи предвид дека судењето започнува утре, сепак ќе прифатат во парламентот да се расправа за вакво нешто, но велат дека во ова анкетна комисија која што ќе расправа за трагедијата во Кочани ќе треба да се позанимава и со останатите трагедии кои што се случија изминатиот период, а за кои сметат дека немало никакво ниту политичка, ниту кривична одговорност од повисок профил, како што се оние случаеви со пожарот во модуларната болница и автобуските несреќи Дурмотурс и Беса Транс. Во продолжение ги гледаме ставовите на Левица, но и на ВМРО ДПМН за прифаќање на ваквата анкетна комисија. Почетокот на декември ќе биде свикана комисијска расправа во постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права и правата на граѓаните, каде што председава председателот на Левица и пратеник Димитар Апасиев, ќе биде свикана седница по представка на родителите на загинатите во дискотеката во Кочани. И на оваа седница ќе присуствуваат иницијаторите на оваа представка, тоест подносителите на оваа представка, така што овие родители ќе бидат присутни на оваа седница каде што ќе се разгледува нивната представка. Имаме надеж дека ќе се случи надзорната расправа или посебна анкетна. Сметаме дека условите се зрели, сметаме дека и сите објаснувања кои ги имаат досега пратениците од владачкото мнозинство зошто треба тоа да се почека, сите се истрошени. Дојдени сме во момент каде што нема оправдувања и затоа искрено се надевам дека ќе успее оваа потреба општествена да го организираме ова каде потврлили институциите, да видиме, за да можеме во иднина да спречиме да постојат времено темпирани бомби во нашето општество каде што можат да настрадаат нашите. Видов дека утре ќе започне судењето за оваа трагедија и ние соопштивме дека треба прво да почекаме да заврши судењето, па потоа да влеземе во ваква операција, но со оглед на тоа дека вчера и СДСМ и Левица укажа на тоа дека ќе поднесат такво барање, ние таквото барање ќе го прифатиме, но веќе кога разговараме за една ваква тема за која што ние исклучиво кажуваме дека е злоупотребувано за некрофилско добивање на политички поени, треба ваквата анкетна комисија да биде проширена и за сите други трагедии за кои што нема ни кривична, ни човечка, а на политичка одговорност. Па треба во собранието да се постават прашања и за модуларната клиника, треба да се постават прашањата и за тоа како одредени превозници кои што немале лиценци и покрај тоа што 60 на пати ја поменувале државната граница доведоа до тоа да изгорат живи луѓе, за Дурмотурс и сите оние трагедии кои што го знајде овој народ. Така да, ние ќе поддржиме ваквата анкетна комисија, но и ќе бараме да биде проширена за сите трагедии за кои што за разлика од овој случај нема никаква ниту морална, ниту политичка, а ниту кривична одговорност.
Така, веќе чувме дека судењето за трагедијата во дискотеката Пулс започнува утре. Во оваа трагедија животот го загубија 63 лица, околу 200 беа повредени. Првото рочиште е закажано за 9:30 и ќе се одвива во посебната судница во затворот Идризово, и тоа под засилени безбедносни мерки и со присуство на лекарска екипа. Случајот опфаќа 38 обвинети. 35 од нив се физички лица и 3 правни лица. Постапката ќе се води со темпо од 2 рочишта неделно согласно претходно договореното, со тоа што процесот ќе го води судиката Дијана Груевска-Илиевска, додека тимот на обвинителството ќе биде проширен со дури 15 јавни обвинители за да нема никаков застој. Помеѓу обвинетите се сопственици на локали, управители, инспектори, градоначалници, членови на обезбедувањето, државни службеници, па дури и поранешни министри. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност, меѓу кои сериозни пропусти во организацијата на обезбедувањето на самиот настан. Тој е од прилика околу самото судење. Како што веќе кажав, тука во парламентот ќе започне со работа, барем според она што јавно го изјавуваат пратеничките групи, и посебна анкетна комисија која што ќе се занимава со овој случај. Кате пред да почнат вестите, собранието беше во пауза, дали веќе почна она седница каде што се најавени опозицијските прашања? Па, според она што можам да видам, дека се уште не е почната седницата, некаде се очекува за 10 минути, всушност да почне она вистинска расправа. Се работи за прва работна седница во парламентот, на која што првите 2 часа треба да бидат посветени на прашања кои што доаѓаат од опозицијата. Како што можам да видам, премиерот и членовите на владата се во салата, значи се присутни и се подготвени. Меѓутоа, левица вообичаено на почетокот на која седница бара по 1 час пауза со барање да им се одговори нивното барање за пристап до јавна информација околу патните трошоци на пратениците. Нешто од одговори, мислам, според најавите на левица, велат дека не се задоволни од одговорите кои што досега ги добивале на овие прашања, и поради тоа секогаш се одложува почетокот. Остануваме тука во парламентот за да ги чуеме и опозицијските пратеници, но и одговорите на министрите за тоа што ги интересира пратениците, меѓутоа и јавноста. Да, Кате, остануваш во собранието, ти благодарам за сите информации. Беше тоа Катерина Нешкова.